Ќе ви дам број, појавете ми се после емисија, нема проблем. Добро, дали имаме некого на линија? Елисавета Поповска е на линија? На линија? Елисавета Поповска. Елисавета Поповска. За кого гласавте, Елисавета? За Јани Макрадули. Значи, може да станете, да? Извинувам намака. Да. Мамо, тато, Елисавета доби вредностен ваучер од 10.000 денари. Елисавета, колку години имате? Имам јас 11 години. И на мама и беше срам да се јави, ти се јави? Да. Се смее мама таму. За мама се е вредностниот ваучер од 10.000 денари, може да го подигнете веќе утре во просториите на Канал 5 телевизија, одел маркетинг. Океј? Ви благодарам. Дали гледате Пирамида редовно? Редовно гледаме. Да, гледате. Добро, бејби, ти веројатно вие треба и да сте во креветче, мила. 11 години имате. Уште малку. Бај, ви љубам. Чао, фала што учествувавте во Пирамида во гласањето. Значи, господине Макрадули, вие сте победник во второто полуфинале. Да ви честитам. Само да ги видиме. Ова ви се процентите. Јас навистина не можам да догледам, но очигледно дека Емил треба да ги смени. Да, една цела машинерија гласала за вас, господине Макрадули. Добро е. Мислам дека ангажирано учествувате во Пирамида. Ви Со оглед на темите како беа поставени, моравме да се ангажираме. Мислам, престанете да се жалите, господине Макрадули, темите беа одлично поставени. Мислев дека навистина имате високо мислење за Радмила и не верував дека нема да ставите у првата оваква прилог. Навистина се изненадив зашто не немаше нас. Суплашив. Тоа да го прашате реализаторот. Реализаторот, па добро. Мислам, тоа нема врска со вашата председателка, верувајте. Па не, и со СДС само тачно. Па мислам, што има тоа врска? Па нема врска, победивме. Ние ќе се видиме за еден известен период, господине Јани Макрадули, на Филип Петровски, на Жан Митре. Ви благодарам на времето и мислам дека бевте одлични. Ова е крај на второто полуфинале. Гледате Пирамида, репризите се во 12:20. Се гледаме следниот четврток во 20:15. Чао Македонија, бај-бај!